2022 година ќе паметам по многу убави работи. Лошите секогаш сакам да ги оставам позади мене и да ги заборавам. И ги заборавив. Многу убав фестивал реализиравме оваа година со повеќе од 1000 уметници, како што и знаете во моите претходни изјави. Навистина беспрекорна и квалитетна програма од самото отварање на 12 јули со 4 тенори и диригентот и до самото затварање на 20 август со фантастичната представа од Југословенско драмско позориште што ни дојдеа од Белград. Ако би говорела подетално за секој концерт, мислам дека ми треба 24 часа, бидејќи самата публика го покажа тоа што ги враќаш уметниците на многу бисови, големи овации. Секоја вечер беше исполнита на вистина со големи воздишки, а сето тоа се должи на перформансите на музичките уметници и на драмските сега. На личен план тешко можам да одговорам. На личен план 2022 ќе ја паметам по неколку патувања, што не бе во можност да ги реализирам претходната 2021, пак заради коронавирусот. Навистина сум човек што сака многу да патува и да истражува, а при тоа секое мое патување го користам и малце службено во поглед на контакти и разговори за понатамошна соработка со одредени уметници низ земјите од странство. Да, очекувам и верувам и знам дека ќе имаме навистина многу квалитетна програма. Истата е одобрена во ресорното Министерство за култура и ќе биде промовирана на пролет на нашата пресконференција заедно со селекторите што ја имаме секоја година. Навистина станува збор за многу возбудлива програма, многу интересни настани, што досега и можеби и немало, али нека остане изненадување и тајна. До пролет. Новогодишна желба, можеби е клише, но навистина е тоа, да бидеме сите здрави, бидејќи живееме во едно многу тешко и лошо време и да си ги исполниме сите соништа.